Ова се емотивни сцени од Сараево. Секоја година се идентификуваат нови останки, ексхумирани од масовните гробници околу Сребреница, а потоа достоинствено се погребуваат на годишнината од масакрот. Илјадници граѓани, семејства, пријатели на жртвите им одаваат почит. Тие со цвеќиња го испраќаат камионот кој носи 136 ковчези со ново идентификуваните жртви кон Сребреница, каде ќе бидат закопани на 20 годишнината од злосторството. Околу 8.000 босански муслимански мажи и момчиња беа убиени во Сребреница од страна на силите на босанските срби во 1995 година. До сега околу 3/4 од жртвите во Сребреница се идентификувани и погребани. Германската канцеларка Ангела Меркел за време на нејзината балканска турнеја неколку часа го посети Сараево. Таа го искористи времето да ја повика босанската влада да започне со економските реформи и со забрзувањето на процесот на интеграција во Европската унија. Претходно Меркел во Белград се сретна со српскиот претседател Томислав Николич и со други официјални представници. Полицијата во Казахстан уапси неколку демонстранти кои протестирале пред една банка поради нивната ситуација со хипотеките. Многу казахстанци имат хипотеки во цврсти валути и се погодени од колапсот на казахстанската валута, која загуби околу 20% од својата вредност во текот на минатата година. Откако демонстрантите беа уапсени, останатите се соочија со полицијата и бараа нивно ослободување. Тие исто така се обидоа да ја блокираат улицата, но беа спречени во тоа. Пусть выходит! Сейчас все, пойдет. По првите официјални разговори меѓу афганистанските власти и талибанците, членовите на делегацијата на Авганистан одржаа пресконференција. Тие ги опишаа разговорите како конструктивни и надежни. Додаваат и дека двете страни се согласиле да продолжат со диалогот по Рамазан, иако не дадоа прецизен датум кога би продолжиле разговорите. Представници на САД и на Кина исто така присуствуваа на разговорите кои се одржаа во соседен Пакистан. Разговорите се прв чекор кон ставање крај на борбите во Авганистан, кои траат со години.